дискутираме за војна, овдека ќе се церекаме како да не сме баш со сите. Баш интересантен пристап давате на целата приказна. Баш секоја час. Значи, секоја час изборот на начинот на кој треба да дојдеме до оваа декларација. Инаку ќе почнам со она што еден пратеник долу на Комисијата за надворешни работи да кажа, вика среќа што се случи војната и се обединија демократските сили. Ја не знам која среќа гледа кога ќе се случи војна. Не знам, навистина не знам каква среќа луѓето гледат во војна. Осим ако сакаат да продадат оружје, да наведат невини жртви на погибие или било што друго да остварат некакви други интереси. Не гледам друга причина за која некој би се радувал за војна војни профитери. Нашата состојба тука потсетува некаде на состојбата од филмот за Исус Христос. Се сеќавате на онаа сцена кога Марија Магдалена ја каменуваат и доаѓа Исус и вели прв нека фрли камен оној што не е грешен. И одеднаш сцената на филмот сите застануваат, сите се преиспитуваат дали некој сгрешил. И престанува каменувањето. И па сега би ве прашал, дали ние сгрешивме? Дали ние како Република Македонија, Северна Македонија, сме направиле таква грешка? Дали следејќи нечии политики сме го прекршиле меѓународното право? Сме ја прекршиле Хелсиншката декларација за неповредливост на границите или не сме го направиле тоа? Пошто знаете и самите дека сме го направиле тоа, мислам дека треба престанете со лицемерие и работите да ги согледувате во малку по-реални рамки. Затоа што согледувањето во реални рамки ќе ни остава простор за да живееме понатаму. Затоа што животот нити почнува, нити завршува денеска, туку продолжува и понатаму. Секогаш во политиката, барем со една нога, се држат отворени врати на сите страни. Това се некои елементарни постулати за водење на државна политика. А не државната политика да личи на, или државата да личи на представништво на некаква си туристичка агенција од странство која е тука само да заверува и да чекира карти. Така личи нашата државна политика. Пајде до тоа или не, тоа е така. Инаку, што се однесува до објаснувањето за сето она што се случува и за војната, за однесувањето на Соединените Американски држави, на НАТО, на Русија, ако сакате и на нашата држава, јас тоа ќе се потрудам да го објаснам само со една синтагма која јас ја нареков конструктивна деструкција. Таа конструктивна деструкција Соединените Американски држави по превземањето на водешката улога на светот пред 30-тите години кога се сруши Берлинскиот зид и кога Соединените Американски држави преку различити форми се обидува да го наметат својот систем на управување на владење во светот, повикавајќи се леди нормално на меѓународното право, а секогаш кршејќи го меѓународното право. Има еден мал милион примери за таква работа, можеме, ако некој инсистира да се дообјаснуваме на таа тема, не доведе во состојба да и нас овдека, затоа што ние имавме, а и да не зборам за српскиот дел, да кажа за Македонија, ние имавме пресуда на меѓународниот трибунал во врска со името, па се прекрши меѓународното право. Се заборавиле или да ме подсетуваме или не треба тоа да го зборуваме овдека некако ви ги пара ушите, а? Или само ќе го почитува меѓународното право кога некој ќе ни каже. Ете тоа се случува во светот во последните 30 години. Се наметнува по системот на конструктивна деструкција, се наметнува униформиран начин на владење со светот. Во таква состојба, кога тој униформиран начин на владење со светот доаѓа до руските граници, кога Соединените Американски држави и НАТО избегнуваат сериозна дискусија со Русија за безбедносни гаранции, Русија исто така се пушта во конструктивна деструкција. Спротивно на меѓународно право, секој нормален човек ќе каже дека е така. Али едната конструктивна деструкција е предизвикана од желба за доминација, а другата конструктивна деструкција е предизвикана од желба за одбрана. А нашата конструктивна деструкција е предизвикана од тоа што ние секогаш се повинуваме по
некаков систем на поголем интерес, следејќи ги политиките на Соединетите Американски држави и НАТО, што не би спорел во ниту еден случај, меѓутоа, тоа е секако, ние сме како Република Македонија членки на НАТО, меѓутоа, во секое однесување мора да има елементи на достоинство. Значи не можете еднаш да бидете за меѓународно право кога ви одговара, а да не бидете за меѓународно право кога не ви одговара, односно кога на некој друг нема одговара, не на вас. Дури се доведовме во ситуација како држава да не почитуваме меѓународно право и кога на нас не одговараше, мислам на меѓународната пресуда за името. Мислам, се тоа се сериозни работи за кои треба да се разговара во собранието и на мене намислено и смета брзината со која ние дојдовме до декларацијата со оглед на тоа дека имавме тој на вистина мислам дека беше жалосен и дојдовме некој текст кој со некакви исправки денески така названите да не зборувам за текстот. Овој деструктивен или ова конструктивна деструкција покажа дека моделот на светот во кој живееме навистина е истрошен и дека таа истрошеност на моделот на светот во кој што живееме очигледно не можеме да ја сочуваме само со апели, туку ќе мораме да ја сочуваме и со акција. Акцијата пред се треба да биде усмерена кон она што се нарекува домашен извор на сили и домашни ресурси, затоа што кризата која произлегува од сето ова што се случува во судирот Русија и Украина, односно не Русија и Соединетите Американски држави, ќе има толку сериозни последици за кои веќе сигурно сте информирани сите, да не зборам овдека за колку порасна цената на газот, цената на житото, нафтата е колку е поскапена веќе, брентот на нафта мислам дека стои нешто $120 стана. Горивата кај нас веќе од понеделник ќе имаме нови цени поскапени за 3 дена и сега ќе навлеземе во еден вртлок на настани кои ќе ни невозможат пресеќе возможат на овој дел од стадата, затоа што вие сте парламентарно мнозинство да управувате државата. Како ќе управувате државата без пари? Што ги работите? Значи, повикувањето на мир и повикувањето на солидарност е најнормална работа. Почитувањето на меѓународното право е најнормална работа, затоа што помалите држави немаат шанси да обстојат во ниту еден елемент, поготово во овие останати услови, ако не се воспостави систем на почитување на меѓународно право во меѓународните политички односи. Ќе изгинеме сите, под наводници. Некој на директен, некој на индиректен начин. И тоа е целокупната трагедија на сето ова што се случува. Би сакал да потстам уште една работа пред имам уште малку време да завршам. Многу голем број на луѓе слушам дека а и тука е претпоставаме кај нас уврежено е некакво мислењето дека политиката е еден од најстарите занати, па дека преку некакво си курвиско однесување овие страни во сукобот ќе најдат некакво си договор и дека работата ќе се среди многу брзо. Јас мислам дека тоа нема да се случи и сега апелирам до јавноста да се подготви дека ова ќе трае со време, дека последиците кои ќе се случуваат од ова што се случува таму, ќе се однесуваат или ќе имаат реперкусии подолго време, затоа што во судирот на интересите на големите сили, на најголемите и најмалите светски сили, во борбата на едни за превласт на ресурсите на другата страна, а другите во одбрана на сопствените ресурси и државата, мислам дека е нешто што е можеби најголемиот предизвик кој се случува во светот во изминатите 50 години и дека ќе треба сериозна и анализа и сериозна подготовка за она што случува. Ние како држава немаме право да срљаме. Ние како држава мораме да имаме отворени врати кон сите. Не смееме да заборавиме дека едностранниот пристап нема да доведе до никаде, напротив, гледаме дека послушничката политика или политиката дека некој друг ќе се загрижи за нас, само покажа, ви најдобро би се огледа на примерот како страда украинскиот народ оставен сам. Каде се сојузниците? Значи, една обмислена политика која ќе држи отворен простор и соработка со сите. Тоа мислам дека е изразот од она што не очекува на тамошниот период. Ви благодарам. Зетир Рамчилович. Реплика Зетир Рамчилович.